Ки продолжат ли граѓаните да плаќаат паушални сметки за струја? Сдруженијето на инженери со представка до регулаторна бара бришење на членот 31 од правилата за снабдување, со кој се дозволува издавање на сметки врз основа на проценета потрошувачка. Велат новиот закон за енергетика не го дозволува тоа, освен во случај кога струјомерот не е исправен. Иако председателот на регулаторна комисија очекува тоа да го реши со подзаконски акт, односно да изврши промена на правилата за снабдување со електрична енергија, цениме дека тоа не е во ред, бидејќи промената на решавање на законски одредби со подзаконски акт, тоа е фактички мешање во работата на собранието и не сме така се решават работите, така да единствено решение остана да се применува законот доследно. Од регулаторна велат ја добила представката и ќе одговорат. Од 29 мај на сила стапи новиот закон за енергетика, согласно врските од истиот РКЕ ќе треба да подготви нови подзаконски акти, што значи дека ќе бидат донесени и нови правила за снабдување со електрична енергија. Регулаторна пак неодамна ја одби идејата Ивана да ги чита броилата на струја еднаш месечно. Пресметката покажала дека тоа би чинело околу 10 милиони евра годишно и би ја зголемило цената на струјата за граѓаните за околу 5%. Наместо тоа се планира постепено воведување паметни броила во наредните 2 до 3 години. На годишно ниво од овие дополнителни 10 милиони евра за набавка на нови мерни уреди, на крајната цена влијанието би било 0,1%, нечиси никакво влијание, така да тоа ќе го направиме и во наредниот период, да ја задолжиме електродистрибуција да набави уште повеќе броила, за да можеме во период од 2 до 3 години, некаде помеѓу 70 и 80% од потрошувачите во државата да имаат броила со далечинско отчитување. Паушалните пресметки создадоа голем проблем зимава кога голем број граѓани добија двојно повисоки сметки поради премин во четвртиот блок каде струјата е најскапа. И додека се работи на решавање на проблемот, од регулаторна најавија дека на следната сметка граѓаните ќе добијат инструкции како сами да ги читаат броилата и да пријават. На сметките ќе мора да стои и дали потрошувачката е пресметена врз основа на реално отчитување или проценка.